Свесни за осетливоста на проблемот кој подолго време ја мачи охридската јавност и пошироко, сакаме уште еднаш да го актуализираме пред целата јавност, дека почитувањето и спроведувањето на законот е услов без кој не може да обстои граѓанско општество. Пред очите на целата јавност се одвива градба без одобрение за градба, на што укажуваат и документите со кои располагаме, а со кои располагаат и сите надлежни институции. Баравме согласно нивните законски надлежности да постапат. И покрај сите наши досегашни притисоци, резултати немаше, што ги подгреа сомнежите дека се замижува пред бесправната градба. Конечно, вчера, 6 февруари, преку медиумите слушнавме еден издржан настап на министерот за култура господинот Аладјозовски, кој, ако се реализира, би требало да го расветли овој случај. Со една мала забелешка, тој спомна дека проблемот ќе се реши и политички, а ние не разбираме што значи културата да се решават политички. Но, мораме да потенцираме дека ние веќе процесуиравме кривични и прекршочни пријави, кои сепак се во функција на вистината. Господа, ние зборуваме за зачувување на културното наследство и секакво сејање на верска, етничка или било каква омраза е неприфатлива. Што значи изјавата на новинарот од Коха до председателот господин Иванов? Ние веќе ништо не бараме, со сила ќе си земеме. Дали затоа досега се работеше без почитување на законите? Затоа бараме веднаш да престанат сите активности, да се формира комисија која независно ќе испита целата процедура во која би се вклучил и експерт од наша страна. Да се обрне посебно внимание на член 5, точка 6 од Законот за заштита на културно наследство, кој меѓу другото вели: заштитно културно наследство не е само самиот објект. Да ви покажам. Само самиот објект. Во заштитно културно наследство е и комплетната површина што му припаѓа на тој објект. Тој член е еден од главните што ги прави сите проблеми. Точка 4. Да се ангажира лабораторија за испитување на староста на зидовите и малтерите. И 5. Да се уклучи УНЕСКО, затоа што Охрид веќе има проблем на тоа поле. Нешто и за локалната самоуправа, која согласно член 6, 7 и 8 од Законот за старото градско јадро, не може инертно да гледа на случувањата, треба да си ги користи надлежностите. И до Советот на Охрид еден голем поздрав во наводници, ова го велам. Да, ние сме народот за кој се ќе направите да ве изгласа. Народот без кој нема да сте таму кај што сте. Да, тоа сме ние, обичните граѓани, покрај кои секој ден поминувате тивки незабележливи. Народот кој слепо верува дека ќе им се решат заедничките градски проблеми. Народот кој најавно се соочува со 20 советници кои се како рогови во вреќа. Зачудувачки, па зарем се толку различни потребите, па секогаш треба да одлучува некое тесно множинство. Секогаш црно-бело. Да, ние не сме совет, ние сме совест. И од вас бараме да не бидете само бројка, бидете своји, за сите да бидиме наши, за нашиот Охрид, за да останете како светол пример за грижа за Охрид. Нека почне од вас. Ова писание ќе ви биде поделено на сите. Меѓу другото, сега сакам само да ви спомнам уште неколку работи, некои документи што се понови, кои досега не беа презентирани. Не знам дали ќе може да прочитам, го снимив во Билјана Стоковната куќа. Овај документ може секој таму дојде да го види и да го прочитат. Меѓу другото велит: на целиот простор од локацијата се откри некропола, на која се прати континуитет од 4. век пред нашата ера до 5. век од нашата ера и од 13. до 18. век на нашата ера. На источниот дел се откри античка варница и фурна за керамика, а под нејзино ниво богат фрагмент од керамични материјал од предисториско, Халштад, железно време. И сега некој не прашува
Знаете ли вие дека Алипашината џамија е од 16 век? Ние велиме. Не интересира 16 век, нас не интересират 2000 години пред 16 век. Тоа е културно наследство. Ако е културно наследство, нас не интересираат сите пластови што се таму пронајдени. Ако се тие интерпретираат, ќе се види што значи култура. Не значи дека та култура сме ние македонците. Имало македонци, римјани, византици, бугари, славјани, турци, грци, што немало. Меѓутоа, ако сме култури, ако сме цивилизирани, ако се наоѓаме во 21 век, ние треба да се отвориме и да прикажеме една вредност која ќе биде капитална. Посебно за УНЕСКО, со која веќе сме во контакт и која е обавестена за целава ситуација. Најново најдов уште еден документ, во кое во времето на Паско Кузман, кога беше ВД директор, меѓу другото вели, досега никој тоа не го има спомнато. Со перманентно присуство на стручна екипа од Заводот и музеј се разоткрија археолошки остатоци од римска градба, во која има и терма. Под хоризонтот на термата се откри праисторискија садова керамика од крајот на бронзеното и железното време, а над рушевините на термата доцна античка некропола, засведени и зидани гробници, гробови од тегули и садови. Мощна значајна е гробницата, изидана со декоративен мермерни плочи, со фигуративни и геометриски представи, употребени во секундарна употреба од 5 мермерни плочи. Посебно место зазема метопата, извадена од схената на античкиот театар, како и двете парапетни плочи, орнаментирани од двете страни. Ова е само малу за да долови дека немаме ние ни верска, ни политичка, ни етничка омреза према никого. Ние си го сакаме Охрид и сите што се родени во Охрид треба да се избориме Алипашината џамија да стане културно наследство, затоа што таа е како таква прогласена. Овдека позади можете да погледате. Ова е основата на Алипашината џамија, односно основата на црквата Свети Никола. Ова се фасадите од црквата Свети Никола. Овдека е локацијата. Овдека е локацијата од Алипашината џамија со просторот околу нејзе. Значи, ако сваќат некој, ако е за културно наследство прогласена самата Алипашина џамија, со законот и комплетниот простор околу џамијата е културно наследство. Сега, што се случува? Овај простор кој е културно наследство, ево го како се работат. Значи, со багери, ова слика ви е покажена, знаете. И во ниеден момент, без разлика на сите што изјавува, во ниеден момент работите таму не престанаа. Најдобар доказ е оваа слика овде. Не знам колку се гледат. На оваа слика се гледат столбови нови. Во делот од предпросторот. Ако е конзервирање, големо прашање како овие столбови сега се конзерваторски столбови. Што овде се работа? И сега Петрит Сарачини, помошникот на министерот, вели, ние немаме ништо против заштита на културното наследство без разлика на вера или историски период кој му припаѓа на објектот. Тој вели дека ќе се направи реконструкција како што предвидува законот. Браос, ако е така, ние немаме никакви проблеми. Нека се најдат компетентни личности, нека испитат под еден комплетната документација која е направена за изведување таму, по два да се испитат, затоа што се претпоставува дека зидовите на Алипашината џамија се уствари црквата. Ако се испитат конзерваторски, ќе се докаже таму све како е, без разлика што е докажено дека има рано христијанска базилика и има црква. Значи, ништо од нас, поздрав до сите, бидите културни, направите го ова културно наследство да биде приказка за убав соживот на овие простори, а не за омраза. Од мене толку, ако има некој друг да додат нешто, нека додат. Имаме кривични пријави, адвокатот ги процесуираше, значи, што знам на памет сега, дека не ги носам, до градежниот инспектор Виолета Петрушевска,
од Државен градски инспекторат, до Куфојонакис, од Управа за културно заштитно наследство. Управата за културно заштитно наследство ние почнавме да викаме Управа за уништување на културното наследство. До незиниот раководител Зоран Павлов, ова се кривични пријави. Кривични пријави имаме до екс-директорката на заводот нашиот и другите се прекршочни пријави, имат некаде околу 3-14, затоа што и раководителите кои ја водат работата на објект, должни сте согласно законот да водат дневник, извештај, фотографии. Тоа е основно правило на секој раководител на објект. Тие имат и барано престанок на работа, но никој не ги почитувал. Меѓутоа, сакаме во една постапка, која ќе е јасна, чиста, ако постои закон, значи, овие работи да излезат на виделина. Ние, без разлика на изјавите на министерот, значи, пријавите се поднесени веќе, процесуирани се погоди некако ден пред неговата изјава, може ќе ги стопиравме. Меѓутоа, не. Обвинителството да се ја фати работата и да се ја направи. А ние сме спремни да донесеме од странство институт кој ќе докаже кои се материјалите, каква тежина има тие материјалите, од кога се. Многу е лесно. И договорено е дебатна емисија со врвни стручњаци од Македонија, на која ова што јас го кажувам на еден едноставен начин, за мислам дека секој треба да разбери, ти ќе го кажат на стручен начин.